Доволно беше само да се спомне бројката од 250 плетенини и нашата новинарска љубопитност да се активира, се со цел да се пронајде жената која полни 10 години, посветила на најстарата македонска вештина, плетењето, кое се одомакило кај другите народи на овој наш Балкан. Не беше тешко да се добијат првичните податоци. Сирковчани, незините соселани, добро ја познаваат. Незиниот препознати белек, тркалезната плетачка игла, која скоро секогаш е во рацете и задолжително префрлено преку рамо до полуплетената покривка за маса или миле за масичка, сеедно, сите тие бараат многу стрпливост, целосна концентрација, чувство за орнаментика и прецизност во доплетувањето на фолклорните или цветните мотиви. Тоа е Николина Стојановиќ, чиј дом е насред село, вредно подреден според вкусот на нашата домакинка, и веднаш при самиот влез не пресретнува прекрасна белина, од штотуку исплетените прекривки во складно оформени цветови до милиметар пресметани, со веќе уморните очи и бавните старечки раце на вредната тетка Николина. Не пречекува на влезот заедно со незиниот сопруг Александар домакини луѓе, скромни, тивки, изненадени, но и воодушевени што дојдовме во нивната домакинска куќа. А тетка Николина со нетрпение чекаше да влезе со своето плетено богатство, незин свет, како што вели таа, незината најдобра смирувачка вештина, плетењето. Просто засипана од купиштата прекрасно исплетени плетенини, тетка Николина, полека, со доза на емотивност, ја започна својата животна приказна. И добре дојдовте во нашата куќа. Дојдена сам 55 година, 20 јануар, од Пиротско село Звонци. Тука се омажи на 19 години. Дека наполни 20, имал 2 машки деца близначиња. Со голема сиромаштија ги почувалне, па едното е така било, умре, другото го изгледа, порасна сана син, способен, вреден, учен, работе и многу ме поштуват. Семејството Стојановиќ е познато во селото, како вредно семејство, кој од сиромашен млад брачен пар, сега по 5 децени заеднички брак, е семејство со углед и почит меѓу своите соселани. Се создале со своите 10 прсти, бавејќи се со лозарство, градинарство, овоштарство, штедејќи од година во година. Успеале многу. Меѓу другото изградиле и собствена двокатна куќа. Тетка Николина со посебен жар и гордо ни објаснуваше се што направиле за своите деца. Имам 3 деца машки и 1 ќерка. Сите ме поштуват, имам 6 внучиња и 2 снаи. Ни идат на гости, ни идат на нива, ни помагаат, ни сакаат, секој добро сме задоволни. Му купиме станеви, коли, куќи што можеме, трактори, лозија прават, помагаме помалку со делото. Ни се благодарни децата од нас. Да се исплете сето ова богатство од преубави плетенини, ке се сложите со мене, не е ни малку едноставно. Бот по бот, котелец по котелец, број и повторно брои, со прецизна техника на плетење, само неизе својствена од конец низ вештите раце до уникатен плетен примерок. Но како до сето тоа? Одговорот го има нашата соговорничка. Јас имам почнато од второ оделење да плетам, ама тога немаше вакви работи. Плете фанели, наши, на мајка ми, на татко ми, на сестри, после плетеви на некои другарки, лечиња. Повремено кога дојде овдеа, скаја многу, скаја ними, работеме се едно. Сега, овие 10 години малку по-боле добив излев и почна со овие работи да се занимавам и многу ме влече за плетало. Ќе видам некој пример и ми е мерак да го направа. Ке изплета, кој ме негде на свадба ќе однеса поклон. Ќе дојде роден ден на децата, пак ќе му однеса поклон. Ова е за округла маса. Многу ми е обавал, плетено одамна. Имам 5 продадени од тие. Тоа е за округла маса. Ова е за помалите масички. Не бројани, колку сум исплела, не знам.
ова е округло, може и за спална, може и за маса, може за се. Ево, вие се това за по-мали масички. Некои ставаат на стакло, да нема надолу, исти се двете. Ево ми драго, тие па не се округли пак за голема маса, у четврпаста форма. Имам поклон дадено на внучињата по еден од тие. Ево вие се многу убави, многу мацни за плетење, бројни. Убави се тутунов лист, покривка за маса. Ова е па друга мода и тоа е округло за маса. Тие јајцевидна форма и тие е за маса. Тука се тие мали, за мали масички плетени, обично за поклон, за постелање дома да си стави секаде да е убаво. И тие округли за масичка надвор, обично ние пластичните што стоат. Има модели од 10 плетени сплетени во делчиња. Тоа се перничиња и тие исто за поклон ги даваме можни. Као одиме негде за роден ден на деца, негде. Какво е чувството, кажи ми, кога плетеш? Дали човек се релаксира, дали помага плетењето кога човек е малку и нервозен? Може би е ти незадоволен понекога со проблемите? Секој е добро, јас се нервирам, ето како што рекоме, нешто може би да дојде, ама со ова се занимавам и нервозата ми мине. Денеска малку, утре малку, комшиките викаат, море врли го, доста е плетење од тебе, наплете многу, викам јас со задоволство плетем, интересуе ми е мерак и така. Се смеат кој ќе умриш и иглите се ќе собериме за тебе. Нашите очи со воскит се одмараат во единствената македонска плетена орнаментика, вешто исплетена од ова вредна жена со љубопитен поглед кој секогаш завршуваше во плеталото. Но дека плетењето може да биде и дополнителна екзистенција за семејството и за себе, добар пример е хобито на тетка Николина. Имам доста исплетено и предадено. Што продава плетала, си купи најпрво плинско да си готвам летно време. Си купи фритеза, си купи прво смукалка, си купи перална, тоа ми е се од плеталата и други доста работи ситни. Носем на Охрид на пазар, тука и да децата ќе доведат некој другар, пријател, ќе си купе, а имам доста за останатото да напред, продавам кога може. Еве сега што завршуваш, те гледаме веќе плетиш во рацете? Покривка за маса. Обично округла покривка е за маса. Кој бот е ова? Дали сама или по шема плетиш? Од пример си гледам, од еден ќе вида, па гледам, бројим, така и си плета нормално, така ме влече. Колку време треба за една прекривка? Па за големите за маса едно 10 дена изработуја една, за по-малите 2 дена, за мала масичка, вија ваквите по 2 денеска ќе исплетам по-малите. Денот понекогаш е прекратов за вештата плетачка, која ниту еден момент не се одвојува од плеталото. Но мора да се биде и домакинка. Не е лесно, вели таа. Кога како зависи. Жена домачинка треба да измете, да изчисти, да изпере, да сготви. Има ли слободно време, плетам. Навечер телевизор гледаме, ја пак, во ме влече, плетам си се едно. Така ми е мерак. Кој конец го користиш? Користиме секаков конец, што ќе најдеме поевтин. Памуцен обично. Да се исплете целото ова богатство бара мирна семена атмосфера со целосно разбирање на домашните. Нејзина подкрепа и е сопругот. За да се исплета 250 плетенини, кои со гордост не ги покажува оваа вредна жена, која над сеја цени македонската чипка, му се радува на секој доплетен примерок и верува дека модата на оваа чипка нема никогаш да помине. Со ова хоби Чичко Александар живее секојдневно, се труди да и помогне. Тивот со широка насмевка, тој ни рече. Јас сум устани, јас ви помагам да плетам. Само кога има време, кога нема време се знае. Ние сме земјоделци, не сме службеници, па да имаме време слободно и да плетим. Али у сета земјоделска работа,
и го користим и во Да. петалто. Таа плета јас ќе помогнам, одим ќе запалам, ќе рекам некои работи, женски, може би да не се машки, али ипак ќе помогнам што можам. И што Рековте дека и дворот го метите. Да, и дворот го метам, плюс многу пати го метам, таа нема време и така, викам за ужите, јас нема кој да им помогне, и би чум принуден јас да го метам дворот. Како се запознавте и дали знаете дека вашата сопруга тогаш девојка еве има златни прсти и плете, солку плетенини, ова е и богатство за вас? Точно. Богатство, големо богатство е за нас. Тоа е како историчко нешто. Каде се испадне. Ова го нема никаде, може да рече. Мислам за усирко, препоставам. Да не одиме подалеко и пошироко. Тоа е за нас богатство големо. Сега некој може да не прифати, али ние за нас е тоа богатство. А како се запознавте? У која мисли сврка? Како девојка и како? Како девојка? Па видиш, тоа минале години, уназад, преко 50 години може да речем, уназад, како се запознаме, така запознаме, тоа тако беше времето, соцоните жена, ја имам тука за пријател, појдох таму и се запознаме и така. На тие начин се зедуваме, разбираш, па фала му на Бога, ден денеска ете некако, кога се милували, кога се скарали и така живееме, додеме до средина како луѓе, сите што живеат, и ние да живееме. Кога ви рече дека сака да плети, како вие ја прифативте? Видиш, тоа е нејзина желба, како да речем, среќа. Среќа ли е важно, у тоа, влече и плети ден денеска, макар да не е баш здрава, со здравието добра, али важно плете, упорно плети, устане или ќе се да плете. Дали вие како сопруг, еве на сите можеме и да го кажеме отворено, доколку сте искрени, дали сте горд, што запознавте тетка Николина, што имате за сопруга и што цел живот заедно го мините? Ја да ти кажа, јас сум од неа многу задоволен. Никој пат од неа не може се поплашам, таа е директно на куќата. Макар да е женски пол, а ја како машки пол, али таа е директно на куќата. И затоа не може се поплашам никој пат од неа, разбираш, ја кога да дојдам, днес сум на работа, вече се е сготвено. Што било јадење, важно, готова вечерата е, само седам на маса и јадам и вечера и после отвараме и така. Од сите деца кои ако се одомиле и не се веќе во родителскиот дом, го затекнавме само Раде, кој што току наминал да ги види, да ги поздрави своите стари родители. Ке се сложите, редок момент за сегашни сваќања, каде се помалку место останува за старите. Раде со гордост зборуваше за својата мајка и нејзиното хоби. Дали некој забележувате што толку многу плете заради здравието? Абе, ние се воодушевуваме и викаме доста е со плетењето. Има наплетено доста, да прекрати со тоа, али она вика занимација ми е тоа и... А дали сте горд имате ваква мајка? Сум. Горд. Зошто? Па, да имаш ваква мајка е стварно горд. Многу плетенини, тоа значи дека и вие дома имате доста, нели? Па имаме. За 8 март на снаите им подарува, на внуките поголеми чершафи им даде. Раде, вашите имате керка? Две черки. Дали посакувате потајно, иако сте маша, еве како татко, да го наследат ова хоби на нивната вредна баба? Посакувам, дали ќе ги влече, уште се мали, не знаат. Колку години се? Едната е 11, едната 8. Значи, може да наследат нешто од бабата? Па може, ако сакат да дуре жива бабата да им покаже. Тетка Николина има голем круг од пријателки, со кои секојдневно се гледа. Се чини целото село како да е пријател. Куќата е отворена и во неа тетка Николина со своето плетало. Има многу соседки кои ја ценат, но со младата наша соговорничка е секојдневно заедно. Го пијат утринското кафе, го гледаат најновото, би рекле, тазе плетено. Го пендисали по-бу? Да, многу е убав и сите ми рекла дека е убав. И многу убаво стои. Си живееме со невестава, од кај дојдена, ме поштуе, си идеме и хајдем поплум за успомен од мене. Како се викате? Силвана Презиме? Темелковска.
Силвана, од кога се знаете со тетка Николина? За возраст сте многу различни, но затоа пријателки сте. Зошто? Јас сум тука дојдена, има колку 10 години и многу добро се знам со Николина, е добра комшика и добро ми кажува за се. Дали сакаш малку да земеш од незиното занимање и ти да плетеш? Да, многу убаво плете. Да. И многу и се убави работите што ги плете. Би сакала ја малце да знам. Да плетеш? Да. Плетка по плетка, стотици и стотици вешто изброени котелци, година по година. И вештите раце исплетоа 250 најубави парчиња, ретко, но вредно плетало. Секој кача особата исполнета со прекрасните плетенини, со мотиви во кои се вложени децении, неброени часови, за да се исплете сложената шема, да се стигне времето, да се плете она што е порачано за подарок или пак за пазар. Сите се во оваа куќа добре дојдени и секога со почит пречекани. Еден од нив е и познатиот спортист од Кавадарци Ангел Кимов, кој го затекнавме при нашата посета. Со ова семејство тој е повеќе од пријател. Морам да ви кажам дека нашето пријателство со мојата фамилија и фамилијата на ова вредна жена пред нас, кој што и гледам овие плетеници заедно со нейниот сопруг Чичко Александар, ни датира пред многу години, благодарение на нивниот син Раде, кој што неколку години сме добри пријатели и да не речам во последно време и станавме и кумови, така да посебно ми е чест што ете и јас сум дел од оваа куќа, од ова богатство кој што сега го гледам. Меѓутоа, гледајќи го ова, не можам да не се подсетам на нешто кој што и ја го доживував на моите помлади години. Односно, мојата покојна мајка исто плетеше како тетка Николина. Така да ги знам колку се тешки овие работи да ги плетиш. Колку време требе, колку концентрација требе. Да не речем, ако дел од окото е поминато, оштетено е дел и од овие плетеници. Така да љубовта кон плетењето го направила своето, да дел да изгуби и од своето тело, што не е комплет, меѓутоа ипак има свој дел. Така да сум горд што гледам и се подсеќам на моите млади години, на мојата покојна мајка, кој што исто овака убаво плетеше. А морам да ви кажам јас дека со нивниот син Раде, како што реков, повеќе години сме пријатели и станавме кумови. Од кога станавме кумови, сум редовен посетител на оваа куќа. И ми е драго затоа што јас ипак на еден или друг начин сум широк човек, со многу луѓе сум се знаел, меѓутоа треба човек да прошета и низ побалите места. Јас сум шетал исто и по малите места, али посебно ми е драго во оваа куќа заради тоа што ете и родбински сме врзани. Затоа сум редок гостин овдека и со драго срце доаѓам кога треба да доаѓам во оваа куќа. Ова семејство има се. Заедничка почит, меѓустебно разбирање, трудолюбивост и таен договор. Таа да плете, а тој Чичко Александар со тракторот в поле треба да изора. За се време за чекање нема. Идилична слика од нашите тиквешки села. Но и живината треба да се нахрани, се да се намири, а плетелото на тетка Николина малко ке мирува. За да се каже се за ова наша вредна плетачка Николина Стојановик од село Сирково, никогаш нема доволно време. Ни се чини само ги оформивме рамките за еден портрет на жената која го заслужува тоа. На разделба си ветивме дека повторно ќе ја посетиме, дека нема да ја заборавиме оваа вешта плетачка со нејзиното хоби, плетењето кој е и одмор за душата, време за сопствено творење со иглата.
Ја оставивме задоволна, но и со носталгија во очите, каде ја прочитавме желбата, барем една од внуките да го наследи вештото плетење. Но кој знае, времето ќе покаже дали тоа ќе и се оствари или ќе остане пуста желба.